К15 ќе има за владината администрација, а останатите институции сами да се обезбедат пари, изјави денеска министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Така да кога зборуваме за обезбедување на К15 како врска од владата, односно од министерствата, агенциите и фондовите кои што се во рамки на владата, тоа не се 138.000, туку се околу 11.000 државна администрација, останатите се дел од јавните предпријатија и дел тоа се општинска администрација. Секоја институција внатре во рамките на својот буџет ќе се направи реалокација и ќе ги исплати потребните средства согласно гранскиот колективен договор. Новата изјава на министерката дополнително го крена притисокот на синдикатот. Значи, сите вработени што се опфатени со гранскиот колективен договор, потпишан од страна на синдикатот на УПС, мора до крајот на тековната година да добијат регрес за годишен одмор во износ од 9.000 денари. Како државата или институциите ќе најдат начин да ги исплатат средствата, тоа е до нив. А доколку не се исплатат средствата, се знае што следува, значи секој работен ќе може да поднесе еднашна тужба до надлежните судови за исплата на регресот за годишен одмор. Во однос на намерата синдикатот да ја тужи владата во Европскиот суд поради одбегнување на социјален диалог, Тренчевска изјави: Правото да поднесе тужба е право на секој граѓанин во државата, така и на синдикатите, меѓутоа мислам дека треба да се започнат судската инстанца да се ја завршат овде, па после додат на меѓународните судови. Синдикатот веќе извесен период преку протести и генерален штрајк бара исплата на К15 за сите вработени во јавниот сектор и линеарно покачување на платите од 2.806 денари.